за да ја загреам оваа мала просторија, која во зимските денови знае да биде навистина ладна, но за да им овозможам на моите ученици топла и пријатна средина за работа, доаѓам половина час претходно, за тие да дојдат во пријатна атмосфера. Пред се значи за наставата на децата, потоа за хигиената тука, исто така и за одржување на топлината на децата и тука јас едноставно го отклучувам и го заклучувам ова школа. Учениците ги гледам како своји деца, доаѓаме заедно, јас ги пречекувам тука. Беше навистина тешко и за мене како наставник, но и за детето, бидејќи беше само, но благодарение на сите родители кои одлучија своите деца да не го напуштат ова прекрасно место. Сега се веќе 4, дружбата е поголема, значи 4 ученици можеби не е голем број, но сепак тие меѓусебно знаат да се вклопат еден кон друг. Имам еден ученик од прво оделение кој ни дојде оваа година, 20 ученици од второ оделение и еден ученик од трето оделение. Имам најава дека наредната година доаѓа уште едно прваче со оглед на тоа што ќе бидат 5 ученици. Имаме чист воздух, имаме спортски активности преку цела година, но за жал дел од родителите кои младите родители кои нивните деца бараат секогаш подобар просперитет за нив, значи се преселуваат во околните градови како Скопје, Гостивар. Но ние сакаме ова училиште да обстои, значи да има повеќе деца, затоа што тука е навистина она што му е потребно на секое дете за да биде здраво и да има убава и добра настава, да речем. Бројките значително се намалуваат, не само тука на ниво на цела држава, но за наша среќа и за родителите, оние се тие кои го направија ова школа да оживее, значи тука учеле нивните родители и родителите инсистирале овие деца да учат тука. Школото е значително старо, но ние со своето присуство тука го оживуваме ова мало катче и сум навистина благодарна на сите родители што одлучија своите деца да учат токму тука. Стапивме во контакт со училиштето од село Маврово и таму бевме добродојдени. Морам да признам дека кога ги видовме на лице место, кога го видовме школото, каде што за жал само учат 4 дечиња, навистина имаат убави услови, навистина има персонал што стварно знае што прави, значи има иднина у тоа место и рековме дека ние треба да помогнеме зашто младите се тие на кои останува спортот. Ги знаеме тука зимските услови, значи климата би била од олеснителен карактер и за мене, но и за децата, бидејќи тука минусните температури доаѓаат некогаш до минус 15, до минус 20, а 70% од времето што го поминуваме тука е ладно. Во предвид е реновирање на поголемата училница, затоа што, како што кажав, идната година имаме најава дека ни доаѓа уште еден ученик, што тоа за нас е големо значење.
За жал, ради негрижа, односно ради што никој не даде внимание и не стави акцент на спортот у Маврово, игралиштата, не само ова и другите, геобразна вегетација, инфраструктурата полека почна да се распаѓа, никој не ја одржуваше. Доаѓаме до идеја и до заклучок дека треба да најлесно и најдобро логистички што ќе направиме за заедницата и за спортот у Маврово е со помош со општината, со националниот парк и комуналното претпријатие да го средиме пред се овој простор, да заличи на нешто и во него да вметнеме еден аматерски турнир. Доколку се затвори како подрачно училиште, би било многу во потешки околности за децата кои се останати тука. Приоритетни се децата, значи децата се оние кои ја градат нашата иднина. Ние ја гледаме иднината во нивните очи. Значи, иднината на ова училиште е смеата и детскиот џагор во неа.